2 пати, 3 пати. Сакаш пујка. Так. Хоби ми е да бидам готвач. Може би бил, не знам, готвач во некој ресторан или нешто поголемо сопственик на ресторан. Тоа и ствари ми е и идеја за во иднина. Негде на море, тоа ми е животна желба да живеам на море, дали во Хрватска негде, така да имам куќичка нека баш на плажа и да си ловам секојдневно нешто октопод, такви работи, зашто сакам морска храна. Знам да многу добро да приготвам бифтек, морска храна, ракчиња, такви риби, нешто. Италијанската храна доста имам усовршено, пици, буквално се готвам. Само оние ми се слабо со македонскиве јадења, така некој граф, такви работи, тоа немам готвено од себе. Мислам дека беше 600 делење, тогаш бевме најдесни. Не знам да кажувам вицеви, не се ни осмелувам. А овака ме бидува за хумор во животот, али за вицови не. Во светот, моментално за мене е најубава жена Емили Ратајковски. Тука има и некои други пропратни. Али Емили ми е врвот моментално, а во Македонија најубава жена не знам. Не би било вкусно, зашто има доста убави жени во Македонија, па сега така да кажеме една да избаваме, не би одбил. А има доста убави. Зашто сум на диета периодов, имаш телешко варено во фурната. Од мајка ми. Една супер моќ да летам. Тоа ми е уште од детство желба да летам. И како мал имав доста обиди да летам, неуспешни. Така да имам со мојот, значи на 3 тркалца точак, од толку висок така тротоар, како ептен помал, се залетав и мислев дека ќе продолжам со точакот да летам. И се отворив цела глава. Да, знам да зачистам, ја домакинче сум. Значи си готвам, чистам, така, знам. Пас. Ајде Дженифер Лопес ќе ја одвоиме, зашто мислам дека има подобар задник од Бионсе. Бионсе гледам ги ставаат некои корсети, па така задникот е крената онака неприродно некако. А на Дженифер тоа се гледа дека е и како природно, па и на овие години уште го држи епитетот за најдобар задник во светот. Ајде далече. Јас сум повеќе за црнокоси девојки. И се овлекол во штикли и се нашминкал така добро и би шетал низ плоштад. Би шетала, еве ако била девојка. Единствени книги што ги имам прочитано сите се книгите на Игор Џамбазов и многу ми биле интересни, што има навистина добри животни приказни во нив, може да се научи. Пијанист, ајде ќе го одвоам, пијанист. Па еве мене што ми доаѓале гости од странство, во Скопје, например, сум ги однел до Матка да ги прошетам, да го видат крстот надводно, да видат старата скопска чаршија, па ајде сите сакаат да отидат и до Охрид. За 10 години Александар е стабилен човек, што знае што сака, јас да и сега веќе знам што сакам, али тогаш ќе бидам она пон со самодоверба и со чиста мисла, планирам да имам 2 дечиња. Животот без музика би бил сив како, не знам, после војна, град после војна, така. И црно и бело, црно-бело и е многу добар момент, значи црно-бела слика, црно-бел филм, црно-бело.